Почитувани представници на медиумите, почитувани новинари, почитувани граѓани, како што веќе најавивме, во фази ги објавуваме нашата победничка понуда со која што излегуваме пред граѓаните, убедени во голема победа на предстојните локални избори 2021 година. По завршените анализи, испитувања теренски на јавното мислење, по спроведените истражувања внатре во органите партијата и по сите консултации со 82.000 членови на партијата, кои што ги правевме во претходниот период, извршниот одбор продолжи со носењето на одлуките во претходната вечер и утврди дополнителни 16 нови кандидати за градоначалници од СДСМ, со што веќе имаме утврдено 50 кандидати за градоначалници во општините, имаме утврден и сигурен победник во градот Скопје. Во Прилеп одиме на победа која ќе предводи кандидатот за градоначалник Горан Сугаревски. Сугаревски е добро познат за јавноста и во јавноста, со висок углед помеѓу прилепчани, дипломиран правник, пратеник во неколку мандати, министар, директор на Царинската управа и моментално председател на надзорниот одбор на СДСМ. Убедливо кандидат со највисок рейтинг во Прилеп од било која политичка партија. Во Свети Николе одиме на победа со актуелниот градоначалник Сашо Велковски, магистар по економски науки, кој има многу направено за Свети Николи и неговиот учинок и резултати се основата зошто Сашо е фаворит на сите истражувања и анализи. Во победнички Карпош, во општина каде што СДСМ е сигурен победник и каде што имаме над 10% разлика во партиските истражувања и анкети, чест ми е да соопштам дека мојот досегашен колега во партијата, поранешен организационен секретар на СДСМ, е кандидат за градоначалник на Карпош, а тој е актуелниот директор на Водовод Скопје Душко Весковски. Дипломиран правник, магистар по човечки ресурси, успешен директор на Водовод Скопје со огромен учинок и резултати и недвојбено кандидат кој што е пред било кој друг кандидат од било која друга политичка партија во Карпош. Во Карпош одиме на голема победа во првиот изборен круг. Во Тетово СДСМ ќе ја побара поддршката од граѓаните со доктор Хемдија Лезович, стоматолог, роден тетовчанец, познат во Тетово како успешен во својата област, нов член на извршниот одбор на општинската организација од Тетово, кој што сме убедени дека ги има симпатиите и авторитетот кај сите заедници во мултиетничко Тетово. Кандидат за градоначалник во општина Аеродром од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е Александар Филиповски. Дипломиран економист, поранешен пратеник, долгогодишно искуство има во приватниот сектор, менеджер на повеќе компании, на високи раководни позиции моментално и води, како што кажав, неколку компании во Галичник, во Скопје, во Аеродром. Убедени сме дека Александар Филиповски е новиот градоначалник на општина Аеродром на база на сите истражувања, анкети и предпазливост во сите одлуки кои што ги носевме и затоа како шеф на Централниот изборен штаб гарантирам голема победа и јасна, прецизна во Аеродром. Во Сопиште, општина која што е целосно запоставена во изминатите 4 години од страна на ВМРО-ДПМН, кандидат за градоначалник од СДСМ е Сашо Стојановски, дипломиран правник со богато работно искуство во повеќе компании, досегашен и председател на општинската организација во претходниот мандат и актуелен советник и координатор на советничката група на СДСМ во општина Сопиште. Во Јагуновце одиме со актуелниот кандидат, односно актуелниот градоначалник и ова е општината која што по сите истражувања на партиско-истражувачкиот аналитички центар, по сите мерит системи кои што ги работевме и кои што ги анализиравме, навистина имаме огромен успех во реализацијата на проектите во Јагуновце
и затоа го кандидираме и извршниот одбор ноќеска донесе одлука за Дарко Блажевски да биде кандидат повторно за уште еден мандат во Јагуновци. СДСМ ќе има свој кандидат во Кавадарци и анализите покажуваат дека убедливо најдобар кандидат е Горан Тодоров, дипломиран инженер по индустријска логистика, раководител на приватна компанија и претседател на општинската организација на СДСМ во Кавадарци. Кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ во Кратово е Владко Бојковски. Мислам дека е еден од најмладите, најперспективни. Беше вработен тука во централата на СДСМ, водеше крупни процеси и го водеше IT секторот на партијата, дипломиран инженер по информатика со работно искуство во повеќе приватни компании, кој што сам најави кандидатура, која што СДСМ ја поддржува. Во Чешиново Блешево одиме со актуелниот градоначалник Горан Крстев Грга, како кандидат на СДСМ во Чешиново Блешево. Во Зрновци одиме на победа со Виктор Ангелов, член на Централниот одбор на партијата и дипломиран машински инженер. СДСМ истакнува исто така и кандидат за градоначалник во општина Илинден, а тоа на база на сите истражувања и анализи кои што ги направивме и на членството, и на јавноста, на граѓаните, е бизнисменот и стопанственик од општина Илинден Александар Тодоровски. Во Демирхисар СДСМ оди со нов кандидат за градоначалник и тоа по сите истражувања и анкети е и ќе биде градоначалник уште во првиот изборен круг, а тоа е магистерот по биотехнички науки Стевче Митревски, досегашен инспектор во Државниот инспекторат за земјоделство, многу добро познат помеѓу граѓаните и жителите на Демирхисар. Со нов кандидат за градоначалник одиме и во Ново село и таму е исто така еден млад, перспективен, посветен, докажан социјален работник со завршен филозофски факултет од општина Ново село, зад кој што стојат граѓаните, жителите, анкетите тоа го покажаа, дека Звонко Ангелов е новиот градоначалник на Ново село. Во Ново село победивме и на предвремени избори, победивме и предходно. Единството, посветеноста, реализацијата на проектите, младите и успешни кадри беа во фокусот на одлуките кои што извршниот одбор ги носеше изминатата вечер. Одиме и со нов кандидат во општина Велес, и тоа истражувањата и анкетите покажуваат дека недвосмислено најдобар кандидат од било која политичка партија и провиненција или ориентација во Велес е доктор Ненад Коцич, актуелен пратеник, познат помеѓу велешани по борбата за зелен Велес, за здрава животна средина, за многу нови проекти кои што ги поддржа и кои што се реализираат во општина Велес и кои што добива поддршка и од актуелниот и од целокупните структури и коалицијата во Велес, и како човек кој што доаѓа од третата изборна единица, повторно може да кажам дека победата со Ненад Коцич, Љупчо Николовски ви ја гарантира и во Велес. Во Брвеница одиме на победа со доктор Мирко Стојановски, актуелен градоначалник, актуелен кандидат, кој што ужива доверба помеѓу граѓаните и очекуваме нов мандат, односно мандат на Мирко Стојановски во Велес. Бил предходно кандидат исто така за градоначалник и е познат како лекар помеѓу жителите на Брвеница. Ова се 16 одлуки за кои што отворено, транспарентно, демократски членовите на раководството на извршниот одбор носе одлуки изминатата вечер. Сите овие кандидати се убедливи фаворити на локалните избори. Кандидати кои што се блиску до граѓаните, честни, одговорни, истакнати, искусни, но и млади, почитувани во своите средини, вредни со конкретни планови и решенија и со конкретни учиноци кои што ги направиле за своите општини, за своите граѓани, и затоа имам чест како шеф на Централниот изборен штаб и генерален секретар денеска да ги објавам. Особено за тоа што дури 12 од овие 16 кандидати кои денеска ги објавуваме се нови имења во Аеродром, пример, во Карпош, во Кавадарци, во Прилеп, во Велес, во Илинден, во Демирхисар, во Тетово, во многу други општини. Голем дел од нив се млади и перспективни и, како што кажав, најголем дел, 12 од нив воопшто немале
можност и шанса да бидат кандидати или да ја партиципираат градоначалничката функција. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на досегашните градоначалници кои што во овие општини беа сервис на граѓаните, кои што даваат максимална поддршка на новите фаворити и новите победници на најголемата коалиција во државата. Не значи ова откажување од никого, туку одговорност пред граѓаните, СДСМ го слуша гласот на граѓаните, внесува нова свежина и енергија и токму во тој правец се и новите одлуки кои што партијата ги донесе и ќе продолжи да ги носи во следните денови. Дел од досегашните кандидати за градоначалници кои што покажа одлични резултати и во кои граѓаните имат голема доверба секако дека ќе се вградат во рамки на одговорностите и партиципирањето на одговорноста која што сите ние ја имаме. Во оваа прилика сакам да кажам дека Стефан Богоев ќе биде носител на висока државна и централна позиција, која што нешто како мотивација е претходно договорено со претседателот на партијата. СДСМ е шанса која што дава најголеми шанси на младите и која што отвара најширока дебата и ги цени младите и капацитетите им дава шанса да чекорат напред, така да Богатски биде носител на позиција во рамки на институциите на владата. Имаме, како што кажав, многу млади кандидати од 29 години, од 25 години во Росоман, Зрновци, во Кратово, во Ново село и така натаму, и поддршката на концептот на млади и како кандидати за градоначалници и како кандидати и носители на листи во наредниот период ќе продолжи. Особено ќе го изразиме акцентот на носителки, кандидатки на советничките листи. СДСМ е предводник во тој концепт. СДСМ била е и ќе остане прва во промените, се менува, победува и е движечка сила на татковината и мотор на напредокот и на промените кои што ги правиме после 30 години. Затоа што нема поголема чест и обврска да им се служи на граѓаните, да се комуницира, да се решаваат проблеми и да се чекори напред. СДСМ тоа во овие изминати години го правеше најдобро што можеше и ќе продолжи уште подобро и уште повеќе и во наредниот период и затоа го промовираме најдоброто. Во изминатите 4 години реализиравме над 7000 проекти на локално и централно ниво и ќе продолжиме заедно со нашите победнички кандидати да ги поставиме приоритетите и да ги реализираме проектите кои што се од интерес на граѓаните. Реконструиравме и направивме над 1000 километри патишта, над 500 километри водоводи и канализации, над 80 училишта, 59 градинки, се реконструирали над 57 објекти на полицијата, на одбраната, над 30 нови здравствени домови и установи, се зголемуваат платите во рамки на сите сектори и се подобрува угледот и рейтингот на државата и само во тој правец ќе продолжиме. Заедно да не ги кочиме, да не ги блокираме и да не се враќаме назад во процесите, што е единствената понуда на Мицкоски и ВМРО-ДПМН, заедно со неговите кадри, туку со млади, со нови, со енергија, со посветеност, со работа да продолжиме напред. СДСМ ја има најдобрата кадровска, но и програмска понуда и одиме на победа на локалните избори. Машината на СДСМ е во погон, победа за да ги продолжиме напредокот на државата, на општините, да продолжат инвестициите, изградбата, како што кажав, на градинки, на болници, на патишта, на школи, на водоводи, на сето она што е приоритет на граѓаните, а не приоритет на раководствата на било која политичка партија. Затоа СДСМ изминатата вечер, покрај дискусија, дебата, разговор за секој еден предлог и анализа на сите анкети отворено пред сите членови на извршниот одбор, сите овие кандидати се утврдени со едногласна поддршка, со јасно изразена волја на извршниот одбор, се разговараше за партиските комисии, се донесоа одлуки за нови секретаријати на партиските комисии, се дискутираше за програмите кои што ги работат
градоначалниците, односно се разгледуваа програмите на првите 35 кандидати за градоначалници. Продолжуваме со постапка за избор на најдобрите кандидати за советници. До денеска е рокот за само кандидирање и повикувам да го искористиме и сите граѓани кои што не се членови на СДСМ, кои што сака да се вградат во промените и напредокот на државата, да поднесат апликација за членови и членки на советите од редовите на СДСМ и разговаравме за сите теренски активности кои што денеска ги подигнуваме на уште повисоко ниво. Така да имавме длабински и долги дебати во поглед на сите прашања кои што ги адресирав. Тоа се кандидатите, тоа се програмите, тоа се кандидатите за советници, типот на кампањата која што ќе биде одговорна пред се и посветена и поставена согласно протоколите на Министерството за здравство и на Комисијата за заразни болести, за сите наши теренски активности, за новите комисии на партијата со кои што се менуваме, но и разговаравме за сите оние одлуки и разговори кои што ги имавме интензивно и јас и раководството со сите коалициони партнери изминатите денови, изминатите ноќи. Благодарам. Благодарам. Продолжуваме со прашањата од медиумите. Дали некој има прашање? Искра Опеческа, 24 вести. Повели Искра. Со? Воопшто не е точно дека имало жестока дебата. Значи, туку имаше дебата за секоја општина поединечно, со анализа на сите истражувања, со внатрапартиските истражувања, со она како што членството гласеше, кои се кандидатите. Во некои од општините ги повторуваме анкетите, во некои од општините СДСМ победува со било кој кандидат. Во Куманово, во Крива Паланка, во Кочани, во Битола, во Центар, во Карпош и не знам уште кој. СДСМ победува со било кој од нашите утврдени кандидати пред било кој кандидат на ВМРО-ДПМН. Така да СДСМ и раководството и извршниот одбор вчера дискутираа за сите вредности, за сите политики, за тоа дека кандидатите на СДСМ први мора да ги прифатат политиките и вредностите за кои што се бориме. Тоа е НАТО, Европската Унија, тоа се силниот напредок, моторот и движечката сила на промените, така да во тој поглед ние дискутиравме за еден друг круг на кандидати кои што денеска не го соопштуваме, значи имаме поголем број на утврдени кандидати од тие што сме ги соопштиле, меѓутоа во делот нив треба да се разговара и со општинските организации за сите овие, веќе обезбедена поддршка од актуелните градоначалници, за тоа што денеска соопштив над 12 кандидати, но во тие општини имаме други актуелни градоначалници. Мерит системот, поддршката на граѓаните, точно ги детектираше победничките кандидати на СДСМ, за разлика од ВМРО-ДПМН, каде што Мицковски и ВМРО-ДПМН воопшто не се воделе од принципот кој им е прв на анкетите, туку кој им е поблизок на Груевски или на Мицковски, и сите луѓе на Груевски, без оглед што се на трета или на четврта позиција на анкетите кои што ги имаат и тие и ние, ги кандидираат свесни за поразот, не застануваат зад победничките и најдобрите кандидати, за разлика од СДСМ, кој што го нуди и најдоброто и во поглед на кадровска и на програмска понуда. Така да, анализите во делот на останатите општини, како што кажав, ние продолжуваме во следните денови, ќе има нов состанок на извршниот одбор, до крајот на месецот верувам дека ќе ја закружиме целата кадровска понуда, но победите на СДСМ во Куманово, во Крива Паланка, во Центар, во Кочани, во Битола, во Карпош, во Шуто Ризари, во Радовиш, во многу други општини, да не ги напоменувам, е очигледна и таму партиската поддршка и разликата во сите овие анкети е над 10% во предност на СДСМ. Така да тоа е последната етапа во одлучувањето и одлуките кои што ќе ги носим.
Благодарам. Дали имаме следно прашање? Повелете. Првин кажав дека Стефан Богоев ќе се вгради во одговорностите кои што ги има владата. Владата се и министри, владата се и клучни институции кои што се во рамки на владата, органи на државната управа, агенции, фондови, така да тоа ќе оставиме на председателот да соопшти. Меѓутоа мотивацијата и интенцијата на Стефан Богоев беше да и партијата тоа ќе го секако возможи, иако во Карпош кажав и со Стефан Богоев, и со Душко Весковски, и со Мери Георгиевска, со било кој кандидат не може да се спротистави, значи никој друг. И таму победата и разликата е над 12% во корист на СДСМ. Така да во тој дел секако дека и председателот и Стефан ќе соопштат во тој поглед. СДСМ е носител на концептот едно општество за сите граѓани. СДСМ е првата политичка партија која што има општински организации, првата и единствена која што има општински организации во сите 80 општини. Тоа го нема ниту една политичка партија и јас како генерален секретар и прв оперативец на партијата, заедно со целиот мој тим, со раководството, навистина се потрудивме и во целиот овој период често ќе не видите и јас во Боговиње, и Оливер Спасовски во Врапчиште, и председателот на партијата во Желино, и СДСМ стана партија која што на сите анкети ги има симпатиите, поддршката и од албанците, турците, власите, ромите, бошњаците, сите други, македонците. Јас сум носител на некој начин на промените на партијата организацијски, теренски и од секој еден аспект во најмакедонскиот блок, и таму ВМРО ДПМН во 2020 година доживеа силен удар заради тоа што очекуваа 12-8. И пораката е дека со темпото на активности сигурно дека СДСМ на следните парламентарни избори победата најјасна и прецизна ќе дојде од третата изборна единица. И тоа, како што вели Мицковски, може математички да ви го гарантира. Така да СДСМ стана партија која што е носител на сите промени и која што е инклузивна, отворена и во сите аспекти ги вградува сите етнички заедници. Во Централниот одбор на СДСМ има 9 албанци. Има турци, власти, роми од сите заедници. Тоа го нема во ниту една политичка партија, тоа го има во раководството, на секој ниво тоа се пресликува и затоа анкетите покажуваат дека и овој пат СДСМ ќе оди со листи за советници во сите општини. Во сите 80 општини СДСМ ќе има листи на кандидати за советници. Со сите други коалициони партнери разговараме, како што кажав, деноноќно водевме разговори со сите 20 коалициони партнери, а председателот исто така го дефинираше начинот на поддршката со ДУИ, со БЕСА, со ДПА, со сите други останати партии, каде тоа ќе го направиме во првиот круг, каде тоа ќе го направиме во вториот круг. Гледате дека низ таа отворена транспарентна постапка ние веќе објавивме кандидати за Рачиново, ќе имаме листи, како што кажа, во сите општини. Денеска најавуваме и објавуваме кандидат за градоначелник на Тетово и принципиелноста во она што е договорено, значи и коалициониот капацитет, кој што единствено на страна на СДСМ и е тука, заради политиките кои што ги спроведуваме, заради сервисот кон сите граѓани и грижата кон сите граѓани во државата во изминатиот период, што е најголема предност за СДСМ, најголема слабост за ВМРО ДПМН, е уште еден доказ и печат на големата победа на СДСМ и коалицијата на 17 октомври. Меѓутоа, значи, помено и транспортна опозиција, веќе може да кажеме дека се можело остана да го официализира името за работа. Имате јасен став со кого и како проводите во локалните избори? Па го објавивме, ние први објавивме со кого се, со целокупната коалиција. Со целокупната коалиција први објавивме соработката, поддршката со ДУИ, со БЕСА, со ДПА.
Тоа, значи, СДСМ прв, пред било кој, да ве подсетам. Мевмет само... Значи, ќе ве прв замолам да го СДСМ, договорите. уште во текот на летото, уште од 17 јули, ја најавивме и официализиравме поддршката. Ако сакате, и уште наназад кидам. Со договорот кој што беше постигнат и на кој што работеа Љупчо Николовски, Артан Груби, минатото лето веќе беше дефинирана кадровската и програмска понуда за локалните избори. Така да коалициониот капацитет и поддршката од секој еден аспект ние сме ја дефинирале и внимателно секако дека ќе ги носиме одлуките и за првиот и за вториот изборен круг. И тука предноста е огромна на страна на СДСМ заради политиките. Ке видиме како албанците од Куманово ќе може да гласаат за кандидатот на ВМРО ДПМН од Куманово или да не зборам некои други. Тотално погрешни одлуки и политики, свесни за поразот кој што го имаат. Затоа сме целосно посветени да го истакнеме најдоброто, да ги истакнеме и листите и кандидатите за сите општини, сама коалицијата и принципиално со сето она како што е договорено со сите коалициони партнери, ќе го соопштуваме во наредниот период. Благодарам. Следно прашање. Ако немаме други прашања, предлагам да ги слушнеме прашањата кои што ги добивме на нашата мейл адреса, секако и од вашите колеги. Јас, како што се сеќавам, некои од прашањата не беа поставени тука, па редно е значи да дадеме одговори на тие прашања. Во медиумите започна шпекулација на нови имиња на кандидати, дали СДСМ ќе настапи со нови имиња во Карпош, аеродром и центар, иако досегашните градоначалници на овие општини се во игра за уште една кандидатура. Го сметам ова прашање за веќе одговорено, секретаре, па ќе продолжам со следното. Се споменува името на порпоролот на вашата партија, дали пратеникот Костадин Костадинов е новиот адут на СДСМ во Струмица. Прашањето е од новинар Берта Мартиновска, портал Локално. Повелите. Партијата и извршниот одбор нема одлука за Струмица, како што кажа, во овие над 10 општини, во кои што сите теренски истражувања, анализи и анкети покажуваат водство од над 10% на СДСМ во центар, во Струмица, во Куманово, во Крива Паланка, во Шуторизар и многу други. Се уште СДСМ ги нема одлучено кандидатите и навистина тука ќе сакаме и во овие општини да ги максимизираме резултатите во бројот на гласови, поддршката од граѓаните, и затоа и таму внимателно ќе ги одбереме најдобрите кандидати, а секако дека победата на СДСМ е сигурна и во Струмица, и во Куманово, и во Центар, и во Кочани, и во Крива Паланка, и во сите овие над 10 општини, за кои што СДСМ се уште нема донесени одлуки, и тие се најлесните на некој начин, и граѓаните секако дека ќе ги дознаат до крајот на месецот. Уште едно прашање имаме од Алмедина телевизија 21. Кога ВМРО ги објави кандидатурите, поточно вашата портпаролка Кузеска рече дека ниту Мицкоски нема доверба во своите кандидати, бидејќи не излегол да ги објави. Сега гледаме дека ниту Заев не излезе да ги објави, колку Заев верува во овие кандидати? Повелите. Па единствено председателот Заев, за разлика од Мицковски, имаше храброст да ги соопшти кандидатите, и тоа се случи како што потенцирав во одговорот на претходното прашање. Уште на 17 јули вечерта председателот Заев ги промовираше и ги објави одлуките за првите 30 кандидати за градоначалници, и тоа беше најголемата група објавена од било која политичка партија, и тоа се првите одлуки за овие избори пред било која друга политичка партија да одлучува, додека другите не знаат во која коалиција и се уште не знаат со кои кандидати, додека лутаат по кандидатите и ги бират оние четврти или пети кои што им се на анкетите. СДСМ првите на листа во овие 30 ги одлучи, ги објави, и тие се луѓе кои што се вечер на терен, и тие се првите секако дека сигурни победници на изборите. Тие беа соопштени од председателот Заев, за разлика од Мицкоски, кој што се уште не објавува ниту кандидат за градоначалник на Скопје, на Центар, на било која друга општина. Мицкоски не го видовме да ги објави, знаејќи дека се срами од тоа што одбиваат или нема приближно слична понуда по однос на квалитет на она што СДСМ многу демократски, отворено, транспарентно го дискутира и го одлучува и го соопштува за сите граѓани пред сите медиуми. Благодарам. Ви благодарам на сите за присуството.